Најголем основен буџет од 743 милиони денари има општина Штип од создавањето до денес. Вкупниот буџет за 2024 година изнесува 1 милијарда 530 милиони 858 милијади денари. Овие средства поделени на програми се испланирани за инвестиции во образованието, културата, социјалната заштита, урбанизам, зелени површини, локални улици, спорт и слично. 352 милиони денари од основниот буџет се насочени кон изградба на инфраструктурно унапредување на нашата општина. Во 2024 година имаме неверојатна разлика во се видено претходно. Споменатите 743 милиони денари како основен буџет ги насочивме единствено за капитални инвестиции, кои ги дуплиравме во однос на претходните години и во 2024 година ќе изнесуваат 352 милиони денари. Ако на ова додадеме уште 47 милиони денари од надворешни донатори, износот се зголемува на рекордни 399 милиони денари или 53% од буџетот ќе се наменат за инвестиции и развој. Со донаторски средства и средства од буџетот ќе се уреди коритото на река Отиња, поврзување со велосипедска патека со центарот на градот, летна сцена, патека и нов парк. Јорданов посочи дека ќе има доволно средства за реконструкција на сите улици во Штипско Ново село, а на листата приоритети се капитални инвестиции за Штип. Општина Штип наредната 2024 година ќе има доволно средства за изградба на булеварот Партизанска, реконструкција на водоводната и канализационата мрежа, изградба на спортска сала Джексон, со што ќе овозможиме граѓаните да имаат драстично подобрени услови за живот во нашиот град. Оваа година ќе ја реконструираме крстосницата кај Бриони и ќе создадеме безбеден кружен тек, при што возачите и пешаците ќе добијат дополнителна безбедност во сообраќајот. Оваа година ќе ги завршиме конзолите дол штечението на река Отиња и ќе создадеме нови услови за паркирање и зголемен број на паркинг места. Оваа година ќе се заврши со изградба на 3 монтажни паркинзи на неколку нивоа. Јорданов посочи дека со буџетот за 2024 година се пишува историја во Штип, односно средства има наменети за најразлични инвестиции од сите области со цел подобрување на условите за живот на сите граѓани.